فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. Мајка на верниците Сеуда, ради Аллаху анха. Нејзиното срце беше исполнето со неопислива радост и беше убедена дека ќе се случи нешто неочекувано и убаво. Едноставно не можеше поинаку да го протолкува она што го виде во сонот и виде дека месечината се спушти од небото врз креветот на кој лежеше. Не знаеше да ги толкува со ништата, но чувството на блаженство што го обземаше целото нејзино битие кажуваше дека среќата се смешка и дека ја чекаат подобри денови. Секако, размислуваше за тоа што може да биде, каква желба може да се исполни и да се оствари. Но, она за што никогаш не размислуваше и што не можеше ниту да го замисли во своите соништа, е дека Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем и да биде украсена со името мајка на сите верници и нејзиното трпение и истрајност во вистината. Нејзиното одрекување од хиџрата во Абесинија да бидат наградени на тој начин. Таа е Сеуда бинт Зема и бинт Каис и бинт Абдушам Салкураши, а нејзината мајка е Ешумус бинт Каис и бинт Заид од племето Бенну Неџар. Сеуда била облечена како Секрана, а бинт Амр, брат на Сухеил и бинт Амр, во група од 8 члена на нејзиното семејство, кои, во името на Аллах, ги напуштиле своите домови и своите имоти и отпатувале во Абисинија за да ја зачуваат својата вера од оние кои ги мачеле и навредувале и ги принудувале да се вратат во неверието. Освен неа, во таа група беа и Хер Мурсакан ибн Амр, нејзиниот брат Малик ибн Зема, браќата на нејзиниот сопруг, Сулейт и Хатиб, братучедот на нејзиниот сопруг Абдулах ибн Сухаил ибн Амр. Потоа Ому Кулсум бин Сухаил ибн Амр и Амр бинт Вигдан ибн Абдушемс. Тие патуваа долг пат за да ја зачуваат својата вера, не плашејќи се од никакви искушенија по патот. И Сеуда навистина беше придружувана од големи искушенија на патот на хиџра, и тие се менуваа еден по друг, се додека не го достигнаа својот врв со смртта на нејзиниот сопруг и нејзиниот верен животен сопатник, Сакран ибн Амр. Сепак, тешкотиите на искушенијата на асхабите, првите муслимани, беа многу помали од искушенијата на пратеникот на Аллах салаллаху алейхи веселем. И едно од искушенијата што го снајде во најтешките моменти од неговата пророчка мисија беше смртта на неговата сакана сопруга Хатиџа. Асхабите се обидуваа да му помогнат и да му бидат од служба, особено во најтешките моменти, како што беше разделбата од Хатиџа. Тие си рекоа еден на друг дека можеби би било добро за пратеникот на Аллах, салаллаху алейхи веселем повторно да се ожени, но никој од нив немал сила да му предложи девојка или жена. Бидејќи било навистина тешко да се најде жена која би била соодветна замена за Хатиџа. Една ноќ тој седел во својата соба, кога Хавла бинт Хаким, сопругата на познатиот сопатник Утман ибн Мазун, дошла кај него, која Мухамед с.а.в. Ја пречекал и која тој ја направил исклучително добро, бидејќи таа била искрена верничка која со својот сопруг исто така направила хиџра во Абесинија. А потоа се вратиле во Мека за да бидат нивни браќа и сестри и да се борат заедно на патот на подемот на Исламот, се додека Аллах не им ја даде конечната победа. Хавла рекол: "О Аллахов пратениче, зошто не се ожениш?" Мухамед салаллаху алейхи веселам го погледнал и одговорил: "За кого да се оженам после Хатиџа?" Таа му одговори: "Ако сакаш да се ожениш со девица, јас познавам една, а ако сакаш да се ожениш со вдовица, јас исто така ќе ти предложам една од нив." Потоа пророкот салаллаху алейхи веселем ја праша: "На која девица мислиш?" Одговори Хаула: "Ќерката на твојот најмил човек Ебу Бекр ради Аллаху ан."
А на која вдовица мислиш таа одговорила на Сеуда? Во тој момент Мухамед се сети на слики од животот на Сеуда, која поголемиот дел од својот живот го поминала под исламот во Мека во светски просперитет и изобилство. Потоа ја виде пред себе Сауда, која го прифати исламот и во поодминати години го напушти рахатлукот и мирот на своето родно место, преселувајќи се во туѓа и далечна земја, меѓу луѓе со кои немаше роднинска врска, јазик или религија. И пред да се навикне на осаменост и да се врати во својата сакана Мека, таа ја доживеа болката од разделбата со својот сопруг. Поради сето ова, пратеникот, мир нека биде врз него, целосно сочувствуваше со таа благородна придружничка и цврсто реши да понуди брак и да донесе радост во нејзиниот живот во нејзините стари денови. Таа не беше ни малку тажна. Хаула отишла кај таткото на Сеуда, кој со задоволство ја прифатил понудата на пратеникот. Се проширило во Мека, многумина биле изненадени и не можеле веднаш да ги слушнат таквите вести. Се жени за старата вдовица и таа го зазема местото на Хатиџа. Сеуда не се омажила за обичен човек, туку за пратеникот на Аллах, нека го благослови и да му даде мир. Таа сакала што тој сакал и живеела со него најубавите моменти од својот живот. 3 години таа се обидувала со сето свое битие да донесе радост во благородното срце на пратеникот, нека го благослови и да му даде мир, и се додека тој конечно не влегол во својата куќа и во својот живот. О, Аллахов пратениче, немам потреба од брак заради интимност, туку сакам да бидам живеена како твоја сопруга следниот ден. Ги поминувам ноќите како подарок на Аиша, бидејќи немам потреба од она што го имаат другите жени. Во оваа прилика Аллах субханеху ве теала го објавил стихот: ако жената се плаши дека нејзиниот сопруг ќе почне да ја обожава или дека ќе ја занемари, тогаш нема да погрешат ако се населат, а населувањето е најдобриот начин. Така, Сеуда останала во куќата на пратеникот среќна, задоволна и благодарна на семокниот Аллах. Зборувајќи за величината на личноста на мајката на сите верници, Сеуда, во една прилика Аиша, нека Аллах биде задоволен од неа, рекла: немаше жена на која би сакал да биде како неа, освен Сауда бин Зема, која, откако ја совлада староста. Рече: о, Аллахов пратениче, сакам да ти го дадам мојот ден што треба да го поминеш со мене. Аиша, иако таа, поради прекумерна љубомора, е строга со твоите други жени, Сауда со пророкот саллаллаху алейхи веселем. Изврши хаџ и како што беше случајот со Аиша, така и нејзиниот хаџ беше милост и благослов за неа и целиот уммет, бидејќи нејзиниот случај беше и причина за пропишување олеснување за одредени групи луѓе за време на хаџ обредите. Имено, се известува дека Аиша рекла дека Сеуда побарала дозвола од пратеникот саллаллаху алейхи весалам да го напушти Муздалифах кон рудникот пред зори за да го изврши обредот на фрлање камчиња за да ја избегне толпата во намини. Бидејќи таа била крупна жена која се движела со тешкотии, а пратеникот саллаллаху алейхи весалам го дозволила тоа. На овој начин, сите слаби, стари и болни муслимански мажи и жени, како и нивните водичи и помагачи, биле олеснети и им било дозволено да ја напуштат Муздалифах пред зори и да одат во рудникот за да фрлаат камчиња по џамретите. Сауда била доследена во следењето на пратеникот саллаллаху алейхи весалам во сите видови на ибадети, а исто така и кога станува збор за хаџ, бидејќи, за разлика од другите, сопругите на пратеникот, освен ќерката на Зеин, Џахш, го извршиле хаџот само еднаш, поради зборовите на пратеникот до своите сопруги на искупувачкиот хаџ. Откако ќе заврши овој хаџ, останете во вашите домови. После тоа, Сеуда и Зејнеб бин Џахш рекоа: никогаш не помисливме повторно да одиме на хаџ по она што го слушнавме од пратеникот саллаллаху алейхи веселем.
Мајката на сите верници, Сеуда бин Зема, се пресели во подобар свет пред крајот на халифетот на Умар, нека Аллах го благослови и му даде мир. Таа почина, но нејзината светла биографија ќе живее и ќе биде пример за сите жени кои копнеат по задоволството на Аллах и вечната награда на небото. Нека Аллах му се смилува.